многу за оваа покана и за оваа можност да зборуваме како тоа ние жените креираме бизниси, водиме бизниси и што се разликите, спецификите на женското предприемништво. Моето име е Јакимова Ирена, сум основач на компанијата Inspirit Coaching, која што мислам дека веќе 7 години наполни оваа година, а претходното мое искуство го реализирав исто така би рекла на еден предприемачки начин, иако работев во други области на корпоративниот сектор, во меѓународни организации или неколку години и како самостоен индивидуален експерт. Компанијата Inspirit Coaching е основана и се занимава со развој на потенцијалите во луѓето, најмногу на лидерските, менаџерските способности, вештини, знаења, едукација во тие области, подобрена комуникација, пронаоѓање на својот пат во градење на својата компанија кога станува збор за предприемачи. И драго ми е што можам да споделам дел од своите искуства, бидејќи не само што сум жена предприемач, и тоа во последниве 7 години само, туку работам со голем број жени предприемачки, како од нашава земја, така и од странство. Работам и со жени од корпоративниот сектор. Специјализирана сум во таа област, дополнително изучував, пробував на себе и затоа една од специјалностите кои што ги нудам јас со мојот тим во компанијата е токму тоа оснажување на жените. Во случајов зборуваме за отворање свој бизнис, успешно негување, растење, ширење на тој бизнис и при тоа да не платиме цена со здравието или на штета на другите делови од нашиот живот. Предностите, ја прво би рекла, е збор два за разликите, оти често луѓе велат, па што има тука разлика, зошто да двоиме машко, женско, нели, бизнис е бизнис, предприемништво е предприемништво. Но не е исто, не е така, затоа што низ векови наназад ние не сме имале многу примери на женско предприемништво. Јас, например, кога сум растела, не сум гледала многу примери на жени кои што отвориле свој бизниси, воделе свој бизниси. Просто дури тоа не сум го ни замислувала до одредена возраст, дека е возможно за мене и овде во оваа средина. Спецификите се, значи, тоа немаме доволно примери. Женското предприемништво сега е во подем, последните децении. Понатаму, разликите се тоа што има различни причини од кои жените отвораат свој бизнис. Некоја од тие причини е да имаат слобода и увид и флексибилност во работното време, но и голем број од причини, особено на светско ниво, за отворање свој бизнис кај жените е начинот на кој што тие сакаат да креираат подобар свет, односно да го менуваат светот. Поголем број, не велам сите, но поголем број од женските бизниси се креирани токму затоа да создадат подобри услови за живење, некој подобар свет, да влијаат на светот, отколку што се само заради средства за живење, профит и заработка. Тие се разликите. Други предности би можела да наведам се сите оние специфичности што ние како жените ги имаме, она во што сме поразлични од мажите. Нема послаби подобри, ниту мажи, ниту жени. Мојот идеал е соработка, градење подобар свет, подобро општество и развој на потенцијалите и кај едните и кај другите. Но некои специфичности што ги имаме ние жените, начините како ги водиме тие бизниси, даваат една предност преку изразување поголема емпатија, грижа за некои теми кои што се од општо значење, малку повеќе отколку што се грижат бизниси кои што не се основани од жени. Помала склоност кон ризик и инвестирање, трошење средства и уште некои други, доволно се овие како специфики, различности и предности ако жената основа свој бизнис како форма на креирање и на изразување, не само форма за заработка на плата и профит. Кај нас, во нашава земја, има потреба се уште има потреба од поддршка, помош, поголемо разбирање, овозможување на инфраструктура на жените. Нема да одам сега во некои ситници и детали кои што
навистина ни се препрека за работење, пречки за работење, без разлика за каков вид бизнис станува збор, некакви недовршени закони, правила, процедури, принципи, но и овозможување еден контекст каде што прво тоа ќе се поддржува и слави, а нема да се осудува, нема да се етикетираат жените како по наводници, нели, кариеристки, материјалистки, дека друго може би запоставиле. Значи да работиме малку на свеста, малку повеќе уште да работиме на свеста, за да се охрабрат, да добијат поддршка, дека тоа е добро, дека тоа е општествено корисно, не е само лично за таа жена добро или за таа компанија или за тоа семејство. Понатаму поширока инфраструктура на помош околу домот, помош околу други членови од семејството, некаде се помали деца, некаде е грижа за постарите. Жената која што води бизнис, покрај тоа има уште други, многу повеќе други улоги и обврски, отколку што просечно има еден маж кој што води бизнис. Ете на тие полиња може да се помогне, да се направат некакви поддршка, инфраструктура и олеснувања. Клучот на успехот на мојава компанија, би рекла, е дека си се мериме со свој клуч. Си поставуваме своји мерила за успех, според моите вредности, според моите очекувања и можности, успеавме да надминеме и пандемија, и да растеме, и да работиме со странство. Клучот на успехот е да си ги знаеме прво што ни е важно и зошто сме во овој бизнис. Зошто сме во кој било бизнис, што сакаме со тоа да постигнеме, да допринесеме за себе, за другите и да се држиме на тоа, да се навраќаме на тоа, значи на нашите главни водилки и вредности. Понатаму клучот е што јас лично се развивав. Не како економист или мастер по бизнес менеджмент или како тренер, обучувач, туку се развивав како личност. Научив и носев по инакви нивоа на свест, по инакви одлуки, по инака свесност кон работата, кон финансиите, кон соработката. Така што клучот, мислам дека е таму постојан развој органски, природен, не со сила да се форсираме и да сакаме или за една година, за 3 години веднаш да постигнеме. Трпеливост во смисла не на пасивно чекање, туку на истрајност, неоткажување, наоѓање постојано други начини, ако не оди вака да пробаме онака, ако не е оваа форма, да го понудиме во друга форма, важно да биде резултатот истиот. И може би клучот исто така успехот дека доаѓа време на овие услуги кои што ние ги нудиме. Доаѓа време каде што луѓето се повеќе разбираат, бараат, ценат поддршка од надвор која што ќе им овозможи не само да научат како, туку и да се спознаат себе си, да спознаат како подобро да реагираат, да носат одлуки, просто да се развиваат и како лидери, како менаџери, без разлика дали се мажи, жени, работиме со мешани тимови, јас лично велам се повеќе се фокусирам и работам со не само со и мажи и жени, туку повеќе со жени на лидерски позиции, раководни позиции, без разлика велам дали се во фирми или во други компании, и уживаме кога ги гледаме резултатите од нашиот труд.